Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата Обнова за Македонија бара повлекување од собраниска процедура на Законот за заштита на населението од заразни болести и организирање на јавна расправа во собранието. Сакаме да нагласиме дека во текот на вчерашниот ден овој скандалозен закон беше само тргнат од дневниот ред на 95-та седница на собранието, што не значи дека истиот не може да биде повторно ставен на некоја наредна седница. Најпрвин, сакаме да истакнеме по не знам кој пат злоупотребата на европското знаменце. Самиот закон се усогласува со донесени регулативи од 2013 и 2018 година, кога COVID-19 воопшто не беше појавен и од тука нема никаква логика истиот да се разгледува на Комисијата за европски прашања. Матична комисија за овој закон треба и мора да биде единствено Комисијата за здравство. Самиот министер најави дека овој предлог на закон се носи заради озаконување на мерките на Комисијата за заразни болести. Дали ова значи дека и покрај нивното катастрофално справување со пандемијата предизвикана од COVID-19, сите тогаш донесени мерки се незаконски? Исто така, министерот за здравство изјави дека измените се носат заради COVID-19, но може да важат и при евентуална епидемија на морбили. Значи ли ова дека ученици нема да смеат да одат на училиште, иако постои закон за задолжително основно и средно образование? Најскандалозниот член од овој предлог закон е членот 10, со кој би се ограничило движењето на невакцинираните, а при тоа воопшто не е прецизирано за кои вакцини се мисли. Ова отвора сомнеж за евентуални нови тендерски криминали за набавка на нови сомнителни вакцини. Иако вчера на наше барање беше тргнат законот од дневен ред, сепак, знаејќи какви заткулисни игри игра оваа власт, будно ќе го пратиме процесот и повторно ќе алармираме доколку истиот закон се обидат да го прошверцуваат на некоја наредна седница. Граѓаните на Република Македонија заслужуваат квалитетно здравје и широки дебати при носење на закони кои се однесуваат на истото и затоа повторно ќе нагласам, бараме комплетно повлекување на законот од собраниска процедура и организирање на јавна расправа во рамките на Комисијата за здравство, на која експертите и сите засегнати страни ќе можат да ги вкрстат аргументите. Ви благодарам, дали имате прашања? Чин на владата со кој што всушност се амнестира Димовски, му се отвара патот за амбасадорско место. Па и тоа како може овој чин така да се протолкува? Јас дури би се навратила наназад, па би се посомневала и во оној чин кога се случи на скандалозно одење во живо на почетокот на истава оваа свикана седница, што може би било обид да се купи во време, бидејќи ако се сеќавате, премиерот најави точно 24 дена од тој ден дека ќе има ново лице на местото на функцијата на Виктор Димовски. Сето ова наведува кон тоа, но јас само би порачала на актуелната власт која и тоа како се бореше за правосуден систем, за тоа дека секој за своето сторено дело ќе одговара. Гледаме дека тие не се способни, дека експерти од други држави им доаѓаат на помош за справување со корупцијата, дека амнестија на ваков случај, на ваква личност не може да постои, освен еве да купат време додека се тие на власт. Во Македонија доаѓа време кога навистина секој без разлика кој име и презиме го носи, од која опција, од која националност е, доколку сторил кривично дело, мора за тоа и да одговара. Ви благодарам.